Скапувањата на струјата, водата и горивата донесоа тензии, револт и паника кај граѓаните за тоа дали ќе поскапат и продуктите потребни за месечната прихрана. Иако предвидувањата и прогнозите наведуваа кон тоа, цените на зеленчукот и овошјето не само што не се покачија, туку и забележаа пад за неколку денари. Денешниот зелен пазар по обичај беше приплавен од купувачи за пазарење во така наречениот prime time, тоест за малку пари да набават се што е потребно за домакинството. Пиперките и доматите се уште се во прв план за граѓаните. По наевтина цена се продаваа во големи количини и краставиците, теквичките, компирот и крумидот. И како по обичај и овој четврток незадоволни и продавачите, но и оние кои го одврзаа кесето и потрошија некој денар повеќе. Цените се високи, а голема невработеност и затоа се цените големи. Ако ги има луѓето повеќе вработени, ако имате еден добар принос во куќата, во домакинството, цените тогава ќе се многу благи. Еве вие што одвоивте од вашиот буџет денеска да набавите на пазар? Па домакински работи, мислам, пипер патлиџани, ама цените се за невработени луѓе високи. Не само го скапи. Патлиџаните 2 за 50 динара, пиперо исто така има. Значи ниски се цените, Да. пристапни. Пристапни се. Зелката е 10 динара, кумпирчето 15 динара, магдалошчето е 10 динара, лукчето е 100 динара килото и така. Цените са прилично добри, ама бидејќи кај нас е толку плата, пензија и така, луѓето чини им се дека е скапо. Актуелни овој период од летната сезона се праските, кајсиите, сливите и лубениците. Еве по каква цена се продаваат и денеска. Мислам дека е пристапно половно 30 денара што е за таква слива. Нормално имаш се движи 40, по Скопје 50, али кај нас сепак према средината. Добри, према нашиот стандард, добро. И едните и другите велат дека после поскапувањата платата едва стигнува за набавка на основните продукти, а камоли да си приуштат поголемо задоволство. Со минимална сума пари во паричниците, уште го живеат традиционалниот македонски крпен живот.